Значи, ние ќе инсистираме на нашиот предлог, заради тоа што е согласно деловникот, а кои чекори ќе ги преземеме понатаму, мислам дека е несоодветно сега да ги поделиме претходно со медиумите, па потоа да развиваме стратегии. Тврдат дека од СДСМ имаат план за дестабилизација или за инциденти во собранието. Дестабилизација на Република Македонија се прави во изминатите 10 години од како ВМРО да помине на власт. И сега оние кои што ја срушија Република Македонија, институциите на системот, тие кои што ја поделија Македонија по секаква можна основа, навистина е неблагодарно да укажуваат дека некој бара дестабилизација во Република Македонија. Врз основа на деловникот и на волјата на мнозинството во парламентот. Значи, во обвинија за нервоза и дека имаат некаква информација дека СДСМ ќе се обиде да направи грубо насилство во собранието. Па вие гледате дека ние сме целосно релаксирани и при давањето на предлогот, заради тоа што овој предлог се заснова на деловникот. Нервоза не покажавме ние, покажа председавачот на оваа седница, покажуваат пратениците на ВМРО да помене нервоза, заради тоа што многу е тешко да одбивате предлог, односно да узурпирате место председавач, за да не го ставите предлогот на гласење. Јасно е дека ВМРО не сака да види дека 67 пратеници имаат мнозинство во овој законодавен дом. И само тука може да се бараат изговорите зошто се постапува на еден ваков начин на кој што се постапува. Инаку, ако зборуваме за сценарија, мислам дека подобар сценарист од Трајко Велјановски нема во ова собрание. И тоа докажано и со судска одлука на судот во Страсбург за рушење на човековите права на вас, на новинарите и медиумите, со изфрлањето од седниците на Собранието на Република Македонија. Тоа е нешто што е докажано, нешто што го покажува грдото лице на владењето на овој режим во Република Македонија во изминатите 10 години. Така да, на Македонија е потребна стабилност и на Македонија е потребен напредок. Не е потребно на Македонија повторно и повторно да бидеме заложници на судбината на еден или двајца, или ако сакате на една политичка партија или на група на граѓани. Дали имало до сега токинација? Како? Дали имало до сега токинација? Јас не знам точно дали имало до сега и дали некој е искористил ова деловничка можност, меѓутоа инсистирам како пратеник во ова собрание да овој мој предлог биде ставен на гласење во собранието, заради тоа што така пишува во деловникот. Дали може да забележиме дали сте одлучни денеска и утре да се избира нов председател? Дали ќе имаме конечно нов председател во собранието? Ние сме одлучни да избереме нов председател на собранието на Република Македонија и на тоа работиме. Дали овој предлог и дали може овој предлог е дел од вашиот план за деблокирање на работата на собранието? Овој предлог денеска е да преминеме на четвртата точка од дневниот ред, за да разговараме за избор на председател на собранието. Четврта точка е предлогот поднесен од вашите 20 пратеници, што го поднесе Ширејов за предлог за Четвртата точка на дневниот ред е избор на председател на собранието на Република Македонија. Тоа беше поднесено од Петар Ширејов. Ние имаме доставено предлог согласно одредбите од деловникот како 20 пратеници дека може да достават предлог за председател на собранието. Со овој предлог денеска бараме врз основа на членот 78 став 2 да се изјасни собранието дали да преминеме по работа од четвртата точка од дневниот ред, при тоа не ускратувајќи ја можноста за дебата и по третата точка од дневниот ред. Значи, сите пријавени дискутанти ќе останат, сите пријавени за реплика ќе останат, ќе преминеме на четвртата точка од дневниот ред, ќе разговараме околу избор на председател на собрание и повторно ќе се разговара за избор на оваа комисија. Така да, манипулација груба е пред граѓаните на Република Македонија дека некој сака да им ускрати право на дебата. Апсолутно тоа не е точно. Повели. Сакам да преминеме на четвртата точка, но и тука пратениците од оваа предлога не може да се пријавуваат за дискусија, не може да се повтори сценариото, тука пак да се пријават 50 пратеници. Не го спориме ние, секој право на било кој пратеник или пратеничка група кое што е предвидено во деловникот, па така и дискусија по кандидатурата, односно по точката од дневниот ред за избор на председател на собранието. Веројатно повеќе луѓе ќе бидат заинтересирани да разговараме за суштинска тема. Знаете, многу е
бизарно да се борите 5 дена на координација, да станете председател на комисијата за избор и именување, како што се бореше Илија Димовски, и денеска да се бори 9 дена во собранието да не стане председател на таа комисија. Значи, поголем абсурд од оваа ситуација нема. Дали и сте постојано во контакти со ЖУИ и дали сте сигурни дека сите пратеници од ЖУИ не подржуваат Ванко без И од другите партии, и од други? Ние побаравме и продолжување на седницата со 67 пратеници, побаравме и вчера продолжување на работа на собранието после 18 часот исто така. Така да најдобро е и овој предлог што го бараме денеска во собранието ќе го покаже новото парламентарно мнозинство во собранието и мислам дека тоа е клучниот момент. Од тоа се плашат. Да тие зелени копчиња кои што ќе бидат покажани на другата страна, не на ВМРО-ДПМН. Дали сте во контакт, да се координирате заедно за постапите како да излезете од ова криза, ова што ВМРО условно да кажа? Ако сме партнери кои што се договараме да формираме парламентарно мнозинство и сме го формирале, нормално е дека имаме контакти, тоа не го правиме преку посредници, најмалку преку ВМРО-ДПМН.